Се наоѓаме пред општина Бутел, зборуваме на актуелни теми и утрово ставаме акцент, се разбира, на спортот. Мој соговорник, првиот човек на општината, градоначалникот Дарко Костовски. Дарко, добро утро, како сте утрова? Добро утро, работно и благодарам што дојдовте денеска ми те гости. Ке започнеме со една актуелна тема која што ги засега сите скопјани. Каква е состојбата на територија на општина Бутел со зеленилото? Се средува ли зеленилото во вашата општина? Тимовите кои што се задолжени за косење на тревата, и така директно кажано, веќе ја работат својата работа и се надевам дека нема да имаме никакви поплаки од страна на граѓаните, односно тоа дека навремено ќе си ја завршиме оваа работа. А каква е состојбата со смедот? Това е проблем кој што ги засега скопјани. Гледаме полни контейнери, се собира ли редовно ѓубрето во вашата општина? Добро прашање, за жал не. Секаде онаму каде што е надлежно градот Скопје, поточно комуналната хигиена при градот Скопје, јавното претпријатие комунална хигиена, многу ретко се собира сметот. И во оваа прилика не ја користам да дадам критика, туку да апелирам до градот Скопје, до градоначалничката и до директорот на јавното комунално претпријатие почесто, поточно да се собира сметот тогаш кога треба, како што било порано, како што помниме, бидејќи сега се затоплува времето, се повишуваат температурите, не би сакале да дојде до некои посериозни последици, бидејќи навистина некогаш сликата е страшна и затоа во оваа прилика апелирам да се собира сметот почесто. Вие секој знаете да кажете, гледам Бутел како модерна и урбана општина. Кои се проектите кои што ги најавувате за наредниот период, на што работите во моментот? Денеска ќе аплицираме на вториот јавен повик од страна на владата. И овие проекти кои што ќе ги споменам сега ќе бидат дел од реализацијата на следниот период, ќе се материализираат практично. Е еден модерен плоштад каков што немал општина Бутел. Во склоп на плоштадот ќе има и културен дом, веднаш до црквата Свети Јован. Сето ова ќе се простира на некаде од 5000 метри квадратни и ќе се надоврзам на тоа што вие го споменавте, дека веќе навистина Бутел ќе заликува на една модерна општина. Ќе се гради поликлиника, ќе почнеме наскоро, се проектира, веќе у завршна фаза проектирањето. Она што е исто така многу важно, ќе започнеме да реконструираме, поточно ќе има изградба на два нови мостови во потегот на Радишани, нешто што беше ветувано со децении и наназад, сега ќе стане реалност и ќе се подигне безбедноста секако во овој дел. И би го најавил затворениот базен во основното училиште Ацо Шопов, кој што пред се ќе го користат учениците од општина Бутел, највеќе од основното училиште Ацо Шопов. И ете ќе ги споменам и големите клучни сообраќајници кои што ќе ги реализираме наскоро, некаде околу 150 милиони денари ќе одвоиме само за улици од парите од владата кои што ќе ги добиеме, со кои што ќе реконструираме некаде околу 70 улици, од кои 30 се навистина големи клучни сообраќајници на територија на општина Бутел. Рековме утре оставаме акцент на спортот. Богата спортска агенда во наредниот период. Што се ќе се случува на вашата територија? Секогаш кога е спортот во прашање, навистина има многу што во општина Бутел да понудиме. Во текот на месец мај ќе одржиме една мини детска олимпијада за сите училишта на територија на општина Бутел. Ќе гледаме сето тоа да го организираме на врвно ниво, да има еден убав олимписки дух. По однос на проектите поврзани со спортот, најавувам почеток на изградба на 3 нови спортско-рекреативни центри во Радишани горна зона, во Бутел 1 и еден во Кучевачка бара во оној дел кој што спаѓа под општина Бутел. За некој ден од сега доделуваме и нови 250 стипендии, нови 250 спортисти од општина Бутел ќе бидат стипендисти на општина Бутел. Навистина кога е во прашање спортот има многу што да каже секогаш општина Бутел и мислам дека на таа тема сме сигурно предводник. Да, вие како човек кој што директно е вклучен во спортот, секогаш давате поддршки на младите таленти, ќе го споменеме таеквондото, на кој што успеавте да го истигнете на едно високо ниво и слободно можеме да кажеме спорт број 1 во нашата општина. Се гордеете ли со сето тоа? Се гордеам секако. Таеквондо е индивидуален спорт број 1 во Македонија, не е само во нашата општина и тоа е секако така заради тоа олимписко одличие кое што стигна во Македонија, единствено од автентичен македонски спортист. Се гордеам, да, но она што е поважно од тој спорт гордеам е да споменам дека не застануваме тука. Има навистина многу нови
таленти кои што се можеби на нивото на медалистот Дејан Ѓоргиевски, но и на повисоко ниво од него, што исто така е природна една работа, бидејќи го имаат Дејан и гледаат како до нив има спортист кој што бил најдобар на планетата, а го имаат во клубот, претходно ни беше малце потешко. И затоа најавувам нови големи успеси, а зашто не и нови олимписки медали. Теквондото тоа го може и ето отворено говорам дека очекуваме такви успеси. Секогаш сакаме да зборуваме за Дејан Ѓоргиевски, се разбра, ги споминавте и новите млади таленти. Успева ли некој да продолжи неговата убава приказна? Па веќе се на добар пат. Имаме европски медал во олимписки спорт во пионерска конкуренција од бутел, имаме европски медал во кадетска конкуренција, значи да се Ведран и Теодор, значи наистина има спортисти кои што можат да одат по стапките на Дејан Ѓоргиевски и повторно да доживее македонската нација гордост како што доживеа тие денови после медалот во Токио. Тоа беше една еуфорија која што ќе памтам цел живот, но ќе дадам се од себе јас, мојот брат како водич на овој тим да ја повториме таа состојба за македонскиот народ. На Олимпијадата сон на секој спортист, Дејан го имаше тоа задоволство, бевме особено горди, нормално кога го гледавме и кога го дочекавме тука кај нас во Скопје. Се надевате ли повторно дека некој ќе замине на Олимпијада? На добар пат е и Дејан Ѓоргиевски, не смееме да го исклучиме тоа, бидејќи годинава е почна брилјантно, тој навистина собра неколку медали уште до сега од многу значајни силни турнири. Покрај Дејан Ѓоргиевски, сериозни кандидати за олимписки игри од бутел се Андреј Василевски, исто така теквондист, Филип Блажевски, исто така теквондист, па дури имаме и спортисти кои што не доаѓаат од теквондото, но се до некаде олимписки надежи, тоа се Бесира Лили, Омер Мемеди, тоа се борачи кои што се стипендисти на општина Бутел. Така да станува збор за расадник на врвен спорт и мислам некогаш како да целиот врвен спорт е позициониран во општина Бутел и практично овие лица кои што ги споменав се тие лица кои што реално може да се наделаат пред се на олимписка норма, а потоа и на олимписки медал. Во непосредна близина е токму Олимпискиот парк, кој што ете го посветивте на можеби на тој најголем наш успех, тука ќе се гради спортски центар. Така е, тоа беше уште ветување уште пред изборите од страна на претседателот на владата. Во плане веќе се проектира, тоа го правиме заеднички со Министерството за спорт. Министерството за спорт треба да го изведе. Ќе биде центар за борички вештини, на кој што предводник ќе биде теквондо клубот Бутел, но секако ќе има простори за останати борички вештини, но врвна цел е таа, би рекол, национална цел, на полесен начин, бидејќи ги немавме тие соодветни услови, на полесен начин да дојдеме до ново олимписко одличие. Тоа е целта практично на новиот спортски центар за борички вештини и секако целој простор каде што ќе имаме простор дополнителен ќе биде одстапени на други борички спортови кои што ќе имаат потреба од тренинг. И како градоначалник, меѓутоа и како спортист, често знаете да дадете поддршка кога играат некои дечиња. Особено ве гледаме на оние фудбалски надпревари тука во општина Бутел, ќе продолжите ли понатаму да ја давате вашата безрезервна поддршка? Да, секако се што е поврзано со спорт, ние навистина посебен вака директно ќе се изразам мерак и особено кога гледам млади кога спортуваат. Каде има спорт, таму сум јас и тоа ќе продолжи така. Благодарам на одвоеното време.